Од памти веќе со нас ги украсува нашите домови и ни го прави животот полесен и попријатен. Керамиката или уметноста на правење предмети од печена глина е една од најстарите уметности и еден од најважните изуми на човештвото. Бидејќи е траен материјал, тесно е поврзана со еволуцијата на човекот. Може да ни овозможи податоци за одреден народ, степенот на неговата цивилизираност, обичаите, религијата, економијата и трговските навики. Таа е нем сведок на сите култури. Керамиката истовремено е уметност, алатка, историско сведоштво и мост меѓу културите, која го претвора едноставното во вечно со помош на огнот и човековата креативност. Денес таа е уметност во вистинска смисла на зборот, а производите добиени со оваа уметност се извонредни уметнички дела во секој ќоше на светот. За керамиката во ова наше ќоше ќе ни зборува вечерва Филип Фидановски. Филип, добро вечер. Добре дојде. Добро вечер и добро те најдов. Роден и израснат во Скопје, целата твоја траекторија е поврзана со керамиката. Би сакал најпрвин да те запознаеме подобро. Па да, јас израснат, како што кажа, во Скопје, живеам во Скопје, од центарот, од Дебармал, епицентарот на Скопје. Цел живот ме поврзува со керамиката. Некако нешто свесно, нешто несвесно, нешто што и јас не го знаев дека мојот дедо во суштина бил керамичар. Го дознав кога бев трета година на средното уметничко училиште и се гордеам дека сум тргнал по стапките на мојот дедо, иако несвесно отидов да се запишам на керамика во средното уметничко. Така те прашав, зошто токму керамика? Па, уметноста од секогаш ме привлекувала. Од секогаш сум сакал да се занимавам со нешто што се создава со раце. Секое едно дете кое што е во осмолетка, нели талка по она што би бил професионално понатака, тука играше голема улога мојата тетка која што ми помогна да откриам дека керамиката би била таа која што е мојот предизвик животен и така одлучив да се запишам на керамика. Иако јас многу сакав да бидам соло пеач, да пеам, обожавам опера и класична музика, али сето тоа остана нели само како еден вид на она што јас го сакам и го обожавам и уживам во тоа, ама кога ќе видите дека уметноста и музиката одат заедно, паралелно, така да не сум загубил ништо во суштина. Сигурно додека работиш слушаш музика, да, нели? секако во моето ателје има нон-стоп пуштено класична музика. Супер. Кажи ми, од 2023 си член на Комисијата за визуелни уметности, архитектура и дизајн при Министерството за култура. Што работи оваа комисија? На што е посветена? Оваа комисија се формира еднаш годишно и е во склоп во функција на конкурсот кој што го објавува Министерството за култура. И комисијата има задача да ги разгледа сите пристигнати проекти од визуелните, конкретно од визуелните уметности и да одлучи кои од тие проекти се достојни за да бидат поддржани од финансиски од Министерството за култура. Малку е неблагодарна работата, морам да кажам, бидејќи сите тие нас ни се колеги, секојдневно се среќаваме со нив, но
треба таму да ги заборавите. Сите И мора да се пресече во еден момент. да, сите пријателства и да бидете чисто професионален. И мислам дека таа година кога јас бев во таа комисија, бевме сосема коректни и професионални. Супер. И во текот на 2000-тите во суштина имаш работено и како професор на предавач на Факултетот за ликовни уметности, беше професор долго време во Лазар Личеновски уметничкото средно училиште, па и директор на истото беше, така? Да, да. Што ќе ми кажеш за чисто како искуство од работа со деца, работа со студенти, па и со колегите? Па да си професор по уметност е еден голем предизвик, а поготово затоа што она кое што јас го предавав е занает. Занает кој што делумно е напишан во книгите, но тој се пренесува од учител на ученик. И мојот начин на предавање и во училиштето и на факултетот кога бев доцент беше таков дека и учениците и студентите треба да го крадат знаењето од мене. Бидејќи занает не се учи, занает се краде, се гледа и во одреден момент, во одредена фаза од работата треба и да прашаш и да ти кажат, за да ти кажат, иначе нема да ти кажат. Книгите што се за керамика конкретно се високо профилирани книги, стручни, кои што се базираат 90% на технологија на керамика, без која што керамика да направиш не е возможно, без да ја знаеш технологијата, хемијата и физиката. Но веќе кога збориме за уметност, тоа е малце поинаку и има многу детали, многу цаки во уметноста кои што не ги пишува во книга, веќе се учат од повозрастни колеги, така и јас сум ги учел од моите професори во нивните ателиња, кога сум работел со нив, кога сум им помагал на нив, така да и јас се трудев да работам во ателието, во училиштето и на факултетот, за да студентите ме гледаат како работам и така да научат нешто повеќе од она што го пишува во книга. Колку е важен талентот? Претпоставам дека е многу важен. Многу е важен талентот, значи и многу е важна работата. Тие две работи одат заедно. Мојот професор велеше може да имаш 1% талент, 99% работа. Нели? И ти да преовлада тогаш талентот, ама може да имаш и 99% талент, а ако не работиш, ништо нема да постигнеш, да. Кажи ми, за твојата работа имаш добиено и награди во текот на професионалниот твој живот. Имаш ли некоја што би ја издвоил како посебно драга? Па, секоја награда на свој начин ми е драга, но ете, ќе ја издвојам наградата Константин Мазев од ДЛУМ, од МКЦ, од МКЦ за мал формат, бидејќи таа награда во суштина се доделува за сликарство. А јас ја добив за керамика. Да. И посебно ми е некако драга, бидејќи јас во моите дела во суштина имам многу сликарство. Тоа сега ќе прашав, еве можеме да видиме и на позадината и на скулптурата што имаме пред нас на масата, дека во суштина е многу битен момент и сликарството, нели? Мораш да имаш и таков талент, а не само да ја испечеш керамиката. Керамиката да ја направиш. И да се навратам на наградата, затоа ми е многу битна, бидејќи ја добив точно награда која што се доделува за сликарство, а ја доби керамичар, бидејќи тие две дела кои што беа прикажани на таа изложба беа тотално сликарски дела на скулптури во суштина и посебно ми е драга. Сите ја познаваме версатилноста и посебноста на Пабло Пикасо.
неговиот придонес кон надреализмот, основоположник се озари лицето, основоположник е на кубизмот, иако французите нели не го прифаќаат и копија се бијат околу чие. Зошто Пикасо? Од каде е таа твоја поврзаност? Ајде, малку повеќе за тоа, бидејќи нели делата се, па и изложбите Пикасо, можеби и јас, ќе ги споменеме подоцна. Зошто Пикасо? Не знам, можеби затоа што и јас сум исто толку гений колку што и он. Сега малку нескромно ова звучи. Па некогаш треба сами да се пофалиме секако. Нескромно ова звучи, но можеби таа гениалност која што ја носиме ја и он, ја не привлекла некако. Мислам, ја го обожавам Пикасо. Имам и мал други уметници кои што ги обожавам. И Дали е тука, и Ван Гог е тука. Ја имам и неколку дела кои што се во стилот на Ван Гог направени. Но тоа беа за време на моите студентски денови. Ма сите екстравагантни, сите малку по-посебни автори, нели? Да, и некако Пикасо можеби од самиот почеток. Пак ќе кажам, многу несвесно. Значи, не е ништо искалкулирано и предвидено дека еве јас сега ќе, него тоа едноставно наеднаш доаѓа, така. Не можам да го опишам, да го опишам како дојде до тоа да јас седнам и го работам Пикасо. Значи, тоа нешто тлеело во мене, внатрешно, и еден ден тоа избива. Точно, на површина кој што... и јас во 2008 година, кога бев во Париз, го посетив музеот на Пикасо, нели, воодушевен од... Претходно јас сум Пикасо го имам учено во историја на уметност, нели, го имам истражувано. Но тогаш првпат се сретнав со делата оригинални на Пикасо и после таа година седнав малце поише да проучувам за него. Подоцна се сретнав и во Италија со дела од Пикасо, така да тоа беше еден момент кога јас во 2016 почнав да ја спремам изложбата трилогија Ликови и луѓе, која што пак ја покажав во 2019 чина. И работејќи таа изложба, во еден момент престанав да ја работам и ја почнав 2015 да ја работам Пикасо, можеби јас првиот дел, и ја покажав Пикасо пред изложбата што ја спремав. И малку тој процес на работа кога ќе влезете во ателје е малку неопислив. Влегувам со една идеја во ателјето и искачам со 10-та идеја од таму или со 10-та реализација, така да никогаш не можам да го предвидам да сега работам на тоа и сега ќе го завршам и перманентно ќе работам на тој проект. Не, секогаш работам ја паралелно на 2-3 проекти во исто време. Тие се надополнуваат еден со друг, така и Пикасо со изложбата Ликови и луѓе се поврзани и со третата изложба, и со текст, и со таа што следи сега и така. Сега кога те прашав, тоа имавме Пикасо, можеби јас прв дел, имавме втор дел и планираш трет дел. Да, планирам и трет дел и мислам дека тука веќе ќе заврши фазата Пикасо. Третиот дел кога ќе биде не можам да кажам. Работам на неја, полека, исто како што и претходните две изложби имаат еден период измеѓу себе малку подолг, се тоа треба да созрее. Некако третиот дел од Пикасо ќе биде едни слики на Пикасо кои што малку се познати за нашата јавност, но во нив има одлична тродимензионалност и има одредена еротика,
така да изложбата која што ќе следи Пикасо, може би јас 3, 18 плюс, така ќе биде насловена, ќе бидат неколку дела од Пикасо кои што имаат еротски моменти во себе. Кажи ми, правиш копии или секоја керамика е едно дело, уникатно и толку? Не правам никогаш копии, не правам никогаш поновно дело, второ дело. Тоа е и Тоа е и толку е, да. И се побарувани? Па, да. Се. Затоа На што навистина изгледа- на моje задоволство, делата, поготово од циклусот Пикасо, се доста побарувани. Сега моментално заврши дел од самата изложба Пикасо, може би јас 2, е во Словачка, во Братислава. Тоа ќе те прашав сега, знам дека ти е во Братислава и останува како посебна изложба, е во склоп на некоја како заедничка или? Да, тоа е групна изложба, трета поред се организира трет пат поред во Братислава, организирано од Сдруженијето Сме жени, и е една платформа која што обединува уметници од цела Европа. Таму се представуваме двајца уметници. Јас и Ана Митевска. Јас сум со скулптури и половината од изложбата Пикасо, може би јас 2, 7 скулптури се таму. Во Словачка, во Братислава и во еден преубав простор во замокот Братислава, на западната тераса, кој што е еден преубав простор. Мене Братислава ме одушеви феноменален, да. Така да, одлична изложба беше. Кажи ми, еве ја спомена и колешката, што мислиш за уметноста во Македонија и во моментов? Каде сме, што можеме да бидеме? Па, уметноста во Македонија е релативно квалитетна. Имаме многу квалитетни автори и кои што нели произведуваат и создаваат квалитетни дела. Мислам дека за да поубаво ги воочиме тие дела и да им дадеме едно поинакво видување на самите автори и подобро да можеме да ги запознаеме, дека на Скопје му фалат повеќе галериски простори за да можат да се представат тие автори и алтернативни простори секако се добродојдени. Мислам дека само тука функционираат Националната галерија, Музеот на современа и Музеот на град Скопје, што се многу малку за еден главен град на државата. Треба да има повеќе галериски простори за да уметниците имаат повеќе можност за да се представат и да ги представат своите дела. И уметноста ни е квалитетна, трендовски, ако земеме да гледаме, е во чекор со светските трендови, но за да имаат уметниците поголема слобода, дефинитивно требаат повеќе простори за излагање и да може би и да субвенции нели некогаш. Секако повеќе финансии. Да. Министерството за култура е единствениот можеби финансиер на ликовната уметност во државата, за разлика од фирмите кои што имаат огромни приходи, а треба да бидат општествено одговорни, кои што еве јас ги повикувам да финансираат уметноста, бидејќи уметноста е нашиот идентитет. Едноставно. Секако дека е. Танка е линијата меѓу гранчарството и керамиката. Да речеме истата уметност е или истиот занает. Гранчарството да го сметаме дека е повеќе занает и
можеме да ги одделиме повеќе можеби поради начинот на изработка. Тие се поедноставно направени, не се сликани, се сликани рачно, ама не се направени нели со ваква уникатна, да речеме, употреба на едно дело. И може би се со еден понизок квалитет. Зборувам за оние грнчарски производи како бардиња, како тави и слично. Зошто мислиш дека престана? Не е сосема престанато, ама во многу е малку застапено грчарството кај нас. Една од преубавите традиции и занаети. Грнчарството е еден од најголемите занаети во Македонија, кој што бил. Некогаш. Сега децата не знаат што е барде, не знаат. Не знаат. Во некои делови, например, при Лепско ги го викаат и дуле, Да. Бардето или бардакот. Луѓето не знаат веќе керамика, освен купена во продавница. Да. Значи, како занает бил распространет низ целата држава. И ако земеме наназад, ако се вратиме по 19-18 век и поназад, значи и во археологијата пронаоѓаме работилници за керамика низ целата држава. Во сите оние центри као Стоби Хераклеа, Скупи, каде што имало нели грнчарски работилници. Збориме во тој период. Еден од најголемите центри во Македонија се селото Вранештица, Кичево и Велес, како најголеми центри за грнчарство. Денеска во селото Вранештица ќе кажам дека има само 10 грнчари. Останати од тоа што некогаш целото село, буквално секоја куќа работела грнчарија. Се снабдувала цела поранешна Југославија со таа грнчарија. Била надалеку прочуена као квалитет и како садови за домаќинство, точно. Исто така и Велешката позната грнчарија. Да не заборавиме, затоа на тлото на тие две општини, Кичево и Велес, се формираат и керамички центри. Фабриката за грнчарски производи во Кичево и фабриките Киро Чучук и Порцаланка во Велес. Само затоа што во тие два центри има наоѓалишта на глина, има такво тло каде што е погодно за работа за керамика. Грнчарството во денешни услови го среќаваме само во оние етно ресторани, каде што нели ќе ве послужат тавче, гравче и евентуално некој тањир. Јас како детка се сеќам, баба ми имаше едно вакво, нели, косо, не едно, повеќе и цел живот правеше во тоа, мислам. Пинџурот во тоа се служеше. Во ништо друго. Да, и јас исто и денеска јас така дома правам пинџур, нели, све користам такви садови. Денеска има неколку грнчари во Македонија кои што ја имаат унапредено грнчаријата, каде што они користат одредени машини кои што им помагаат при производство на тие предмети, работат со посовремени материјали, посовремени глазури, не е како она на времето била оловна глазурата, па била токсична и така натака, не. Сега денеска работат со циркониеви глазури, квалитетни, внес од странство, така да и современи глини. Луѓето живееја со векови со таа глазура и не беше тоа се отровна. некакви размислувања кои што не држат вода, кои се друго сега. Да. Зошто те прашав ова? Затоа што ако отидеш во Турција, па дури и во Македонија, ако отидеме во Скопската чаршија, наместо македонска грнчарија ќе најдеме турски производи, значи она преубава керамика која што потсеќа на плочките од Изник, фамозни сини. Но, зошто? Затоа што керамиката е сведоштво и за една цивилизација.
керамиката е сведоштво и за постанокот на човекот. На неа се напишани во суштина и глинените, нели, оние плочи на кои што се напишани постанокот на човекот, напишане еп за Гилгамеш кај сумерите, напишана е и Енума Елиш, вавилонската поема на глинени плочи. Потоа, сакав да споменам онаа глинена војска, познатата кинеска глинена војска или теракотна војска, која што се војник и конј погребални скулптури. Зошто? Затоа што тогашниот цар сакал да биде закопан со сите тие 80.000 или беа фигури кои што да го чуваат и во задгробниот живот. Значи, сепак традицијата на керамиката е откако постоиме како луѓе. Како можеме да вратиме и тоа производство на керамика што велише користат нови технологии, значи имаме опција да се вратиме на едно производство. Не масовно зборувам за, нели, пред да кажам за тоа како би ја вратиле, сакам да се за... надополнам за ова све што спомна. Со една кратка реченица, керамиката е во суштина и најстарата уметност во човештвото и еден нем сведок за, како што спомна и во најавата, за сите постоења на човекот. Нема материјал кој што може да ја замени керамиката. Све друго може во земја да изгние, само керамиката ќе остане како материјал и сведок на све. Затоа имаме толку многу археолошки пронајдоци исклучиво од керамика, преку кои што ние утврдуваме нели каков бил тој живот некогаш. Кој некогаш. Период е така? Сега да се навратам на она што ме праша, како можеме да ја зачуваме традицијата. Традицијата може да зачуваме единствено само кога ќе направиме една добра стратегија. Кои ни се приоритетите и што треба да направиме. Стратегија точно за старите занаети, бидејќи не е само во прашање керамиката. Така, многу други. Изумира ткаењето. Изумира филигранот. Изумира грнчаријата. Изумираат многу други древни занаети кои што нели се одличие на нашиот менталитет, на нашиот идентитет, на нашето постоење. Така да ние прво треба да направиме една таква стратегија. Тие постоечки грнчари кои што се живи и кои што го знаат занаетот, треба државата да најде начин и модул како ќе ги помогне на некаков начин. И како би организирала млади луѓе да научат, нели, од нив? Точно. Затоа што таму ќе се учи кај нив, во нивните ателиња не може да се учи тоа во школа. Не. Да бидеме најасно, јас предавам во школа и знам дека тоа не може да се научи таму, затоа што ја одам кај грнчарите кога имам некоја одредена потреба, и одам кај грнчарот и јас таму заедно со него работам. Значи, ја не се срамам тоа да побарам од него помош. Нормално, и да ми покаже некои работи кои што едноставно не ги пишува во книга. Така беше создадена една од моите изложби минатата година, модерна традиција. Модерната традиција. Во Кичево, во работилницата на грнчарот Слободан Столевски. Седнавме, заедно работевме и направивме еден малку посовремен дизајн на целата наша грнчарија. Грчката керамика има црвеникава боја поради присуство на железо. Нели колку повеќе има глината железо, толку ќе биде поцрвена, па имате бела глина, имате жолтеникава глина, а премазот што се става или црната боја што ни ја ставаат од после попечењето на глината е добиена од силициум или железен оксид, некогаш и пигмент. Кажи ми, ти користиш сосема поинаков начин на изработка. Кажи ми како. Истиот начин на изработка. Да, но користиш боја пред печењето, нели? Некогаш пред печењето, некогаш после печењето. Добро. Зависи од тоа што сакам да постигнам. Значи, потпуно е истата технологија, како и на грчката керамика, така и на било која друга керамика. Технологијата е една. Само има фази во кои што можете да си дозволите да работите
после печење со одредена боја и пред печење. Конкретно, моите сите дела се создадени со истите такви пигменти, кои што се користеле и тогаш и ден денеска, малку по усовршени, да кажеме, технолошки. Со истите пигменти, боите ги правам сам, значи не користам чисто готови произведени бои, пошто имате и такви да купите. Но мојот предизвик е да тонот сам си го одредувам на бојата. Глазурата е глазура, прозирна, некогаш се користи и бела глазура. И се става пред печењето, така? Односно на второ печење се става? На второ печење, трето печење, зависи секогаш. Новата изложба Пикасо, може би јас 2, беше 3 пати печено, некои скулптури беа и 4 пати печени. Пошто со секоја боја која што се нанесува, мора да се испече, па да се нанесе нова боја, па пак да се испече и така натака. Ајде да им објасниме малку повеќе на луѓето. Глината се обликува нели влажна, како што сме виделе, односно треба да е убаво мека за изработка, па се обликува, потоа се суши пред печењето, па се пече. Така. Се пече од, не знам, зависност од зависи типот, од глината. од 700 степени до... Па до 1300, 400, 500. И повеќе некаде. Читав дека може да оди и повеќе. Да. И потоа може да се пече со... Како беше тој твојот... некаде го видов и го заборавив. Начинот на... Енгоба. Енгоба е земјена боја. Тоа е точно таа боја која што и грците ја користеле. Ја нанесувате пред... Ја нанесуваме, да, со четка се црта. Фактички тоа се, ајде да направам вака за да им биде на гледачите појасно. Темперната боја и енгобата да ги ставиме дека се едно исто. Така. Значи, како што ви дозволува темперната да ставате слоеви, боја врз боја, така енгобата ја заменува техниката на темпера. Не може да ја замени техниката на акварел или на гваш. Значи, темпера, ајде да кажем, и маслената техника, и акрилот, како техника, се еднакви на тоа што е енгоба. Со мала разлика, каде што во сликарството вие боите меѓусебно може да ги мешате, за да добиете одреден тон. Тука, во керамиката, не можете да ги мешате. Тонот мора да го направите точно. Значи, ако е базата бела боја и јас ставам црн пигмент за да добијам длабока црна боја, а при тоа некаде треба да ставам малку посветло црна, мора да се посебни бои. Мора да се направи посебен тон. Посебен тон. Значи, не можам јас да измешам бела и црна, бела, да додадам бела, па да направам. Во некој случај може тоа при сликање да ги помешате боите една со друга, ќе добиете некаква измеѓу боја. Но, по принцип, ради хемискиот состав на пигментите, може да добиете несакана реакција во бојата. Кажи ми за... односно, мене ми е интересна новата техника за репарација, јапонската техника кинцуги, каде што нивната, тоа е цела една филозофија, нели, лузните треба да ги имаме, да бидеме горди на нив и да ги покажуваме. Така исто кај нив. Тие намерно кршат керамички предмети, па ги репарираат со помош на златен прав, на платина или сребро во зависност, за да се појават тие. Зошто? Затоа што се смета дека вредноста на предметот е многу поголема, затоа што зад себе има искуство, зад себе има нели оние сите влијанија на животот. Што мислиш ти за техниката? Си користел? Видов дека на едно само твое тело видов дека има една златна линија која што не е кинцуги, ама да ме подсети на тоа. Не на едно, него на повеќе. На чиниите. И на чиниите и на оваа глава, скулптура има злато, за разлика од таа техника која што они ја прават, нели која што е поблиска до конзервацијата на археолошката керамика. Истиот принцип е нели на реконструирање и на конзервирање на керамиката
археолошка како и тоа, само што тука нели како еден момент декоративен се става злато. Јас лично не сум присталица на крпење на дела. На последната моја изложба, на последното печење, еден од моите тањири, каде што е мојот автопортрет, се спукна. Нели, тоа беше четврто печење на таа глина и тоа е направено од македонска глина, морам да кажам, не е од глината со која што јас работам, која што не ми беше испитана дека ќе издржи таква висока температура која што јас ја користам заради глазурата. Бидејќи глазурата ја одредува и температурата на керамиката. И со грнчарот, кога го правевме тањирот, викам, ти издржи Слободан? Вика, не знам, Филип, би требало да издржи. Аје, викам, ја ќе ризикувам, па сега што испадне. 3 печења помина, последното, најниската температура пукна. Ја викам и сега, и викам, ајде, ништо, сега ќе го покажам така. И таму стои пукнатината оригинално како што си е, бидејќи тоа е нешто врз кое што јас не можам да влијам воопшто, бидејќи печката додека не ја отворам, после печење не знам што ќе искочи од внатре. Работиш на тркало? Такво Работам. имаш? Покрај, многу интересно. Многу. Ке ти кажам еден многу интересен податок. Во 90-та година, кога излезе филмот Дух со Деми Мур, најдов еден податок дека поради таа романтична сцена меѓу Деми Мур и Патрик Свејзи, работата со глина и предмети правење пораст има во Шпанија на 326%, 482% продажба на таа глина и истата таа декада, да кажам, порастот на наталитетот е 12%. Ради сцената. Токму поради таа сцена. Кажи ми, кај нас, сакав да те прашам, каде наоѓаш алатки за твојата работа? Покрај тркалото и печката ти требаат длета, четкички, стапчиња, Мал милион алатки кои што ги користиш. Све од странство. Се од странство, Ништо кај нема нас во Македонија, за жал. За оваа работа, порцеланот кој што го користам за сите мои изложби е од Франција. Го набавувам преку Белград, секако. Златото е од Маđарска, го набавувам исто преку Белград. Глината набавувам дел од Белград, дел од Бугарија. Боите се исто така дел од Белград, дел од Бугарија. Тоа што ми е најблиско и каде што знам што има, од таму набавувам, но 100% од сите материјали се од надвор. Ништо не е од Македонија. Дали мислиш дека некогаш би имало кај нас, например, курс за грнчарија, за грнчарство, каде што луѓето би научиле? Имаш ли, можеби, во план еден ден да отвориш таква школа или... Се повеќе и повеќе луѓе ме прашуваат за тоа. Јас прв ке дојдам. И има голем интерес, знам дека има голем интерес. Имам некаков план, но кога ќе биде и како ќе биде, не можам да кажам, но да, планирам да отворам една работилница која што ќе биде отворена за сите, да за одреден курс по одредена некоја динамика да научат да работат Па да, барем основни, нели, да чинија да направиме едно. Јас имам искуство, нели, како професор и со многу други работилници, бараат луѓе. Да, може би е редно време да се направи едно такво. Може и преку цела година, тоа не пречи. Преку цела година да има, точно. Да, само кажувам, не знам кога ќе биде, бидејќи ова е многу скап занает. Значи, гледачите мора да знаат и оние сите што би сакале да дојдат да учат, да знаат дека е голем партнер на джебот и дека многу ќе ги кошта, бидејќи скапи се материјалите и опремата е скапа. Доколку сакаат дома тоа да го прават, нели, ќе мора да одвојат
буџет одреден би за ги да. печеле во шпорет обично. Не може. Никако. Филип, сакам да ти подарам една книга, ова е мој превод. Благодарам. Ја прочиташ па ќе ми кажеш потоа Да, што секако. мислиш. Ти благодарам. Кога сме кај хобијата, нели реков ова како хобија би се развило. Кои се твои хобија? Што сакаш да правиш? Еве освен прекрасните, па ајде не би ја кажал скулптура, иако еден вид скулптура, ама ете прекрасните керамички производи. Што друго сакаш да правиш? Сакаш да пееш, кажа? Да, сакам да слушам музика. Си пеам дома. По дома, да по не ме дома. слушаат другите. Сакам да слушам многу музика, обожавам опера, одам на опера, класична музика, джез. Нели сакам убави долги прошетки по градови кои што не сум ги истражил. Имаш и по омилен места. град? Мола? Имаш омилен град? Па немам омилен град конкретно, но имам градови кои што така некако Нели те се навраќам на нив, бидејќи сум поминал подолго време во нив или пак ме поврзува нешто со нив. Еден таков град е од Македонија, да кажеме, Битола. Од нашето блиско соседство се Белград и Софија. Ја во Софија живеев 10 години скоро. Од нашите подалечни, еве да кажам, Шпанија е еден од моите омилени градови, Мадрид, и Малага, кои што се прекрасни како градови, кои што мислам дека сензибилитетот кој што јас го имам, Го има таму, го точно има таму. така. Кога спомна сензибилитет, начално твои гледишта за животот, за светот, не само за уметноста, што те прави среќен, што сакаш, што не сакаш? Па не сакам кога политиката се меша во културата и во уметноста. И многу сакам и желба ми е барем еднаш да видам да вестите на нашите телевизии почнуваат со култура и со уметност, а не со политика и со црна хроника. Преубаво. Без што не би можел да живееш? Дефинитивно без уметност. И музика. И што ти пречи кај луѓето? Сигурно има нешто што... Да, зависта. Зависта ми пречи многу кај луѓето. И тоа што гледаат во туѓиот двор, не го гледаат својот двор. И кога веќе ве споменавме книгата што ти ја подарив од Роса Монтеро, што сакаш да читаш? Читаш? Имаш време за... Читам претежно она што поезијата како таква малку ми е поблиска мене. Но 90% од времето кога имам време за читање, читам она што е стручна литература за уметност. Така да за белетристика и такви работи и неам баш толку време. Кога зборуваме за забава во градов, како ти се чини? А ја заборавив што беше тоа. Бидејќи одавна излегов да живеам надвор од градов, но градот имаше некогаш преубав ноќен живот. Може би еден од најубавите во цела бивша Југославија, па и пошироко, но не знам што се случи со градот. И јас не сум свесен. Затоа и те прашав. Не сум свесен и неам излезено, срамота е да кажам дека неам излезено многу одавна. Па не. Јас Да. многу историја. Неам излезено многу одавна и не ми фали некако. Не ми фали. Што би ни порачал за крај? Се што сакаш, што ти лежи. Значи, ќе порачам, сакајте уметноста, почитувајте ја, ако можете да ја помогнете, помогнете ја. Бидејќи уметноста е таа која што ќе остави траг на ова општество, и едноставно сакајте ја културата на оваа држава во која што сте родени и живеете. Ти благодарам многу за преубавото интервју. Благодарам на тебе за поканата. Нема проблем. Уживав. Беше вечерва со нас Филип Фидановски, керамичар. И
Исто како и Филип, ќе ви порачам да ја негуваме традицијата, да ја негуваме културата, да ја негуваме уметноста и кога би можеле да се вратиме, да го вратиме на производство на грнчарски производи кои се повеќе имаат вредност во целиот свет. Ви посакувам пријатна вечер, до следната трафика, бидете среќни.